Дали знаете кој стои зад вашите забранети Инстаграм профили и избришани објави за Газа и Палестина? Адам Мосери, извршниот директор на Инстаграм, израелски државјанин чие семејство живее на окупираната палестинска територија. Корисниците на социјалните медиуми почнаа да ги поврзуваат врските на Мосери со Израел и политиката на Инстаграм за цензура и бришење објави што го документираат геноцидот на Израел врз палестинците. Па како е Мосери поврзан со Израел? Адам Мосери е начело на Инстаграм од 2018 година. Тој има двојно државјанство, американско и израелско. Неговиот татко е евреин, роден во Каиро, кој се преселил во Израел кратко време по Нагба во 1950-тите, што Мосери го опиша како протерување на евреите од Египет. Иако пораснал во Њу Јорк, Мосери секое лето го посетувал своето семејство во Израел. Сеќавајќи се на социјалните мрежи за поедоците со својата баба во Тел Авив, но исто така споделувајќи понови фотографии од опуштен семеен викенд во Јофа, поранешната палестинска Јафа, град окупиран од Израел. Во објава од 11 октомври 2023 година, со оглед на тоа што има семејство во Израел, тој рече дека најновите извештаи за тероризам и масакри се застрашувачки, без да коментира за геноцидната кампања на Израел во Газа. Многумина во коментарите на оваа објава го критикуваа за неговата поддршка на Израел и политиката на Инстаграм за забрана и цензурирање на содржини што го прикажуваат израелскиот геноцид. Наместо да одговори на овие обвинувања, Мосери на 17 октомври преку апликацијата Threads на Мета изјави дека моменталниот приоритет е безбедноста и одговорното управување со содржини со оглед на војната во Израел и Газа. Во исто време, Мета објави дека ангажирала тимови од експерти за хебрејски и арапски јазик за подобро управување со чувствителна содржина. Во ноември 2023 година извршниот директор на Инстаграм изјави дека работат на минимизирање на грешките од двете страни. I just want to say this matters a lot to me personally that we minimize the number of mistakes. I'm Jewish, I'm Israeli, I've got family in the region, so we've got a team working around the clock to try and make sure that we are as responsible as possible. Таа одговорност доведе до политиката на Мета за намерно замолчување на гласовите за поддршка на палестинците на Инстаграм и Фејсбук, како што откри Human Rights Watch во декември 2023 година. Додека корисниците на социјалните мрежи на Мета се повеќе ги критикуваат ваквите политики, Мосери не е единствената влијателна израелска фигура која стои зад цензурата на Мета. Алгоритмот е исто така под влијание на Никола Менделсон, клучна фигура во доведувањето на бизнисот на Мета во Израел, како и Џордана Катлер, израелка која создаде политики во Мета насочени кон обезбедување специјална заштита на израелците и евреите. I am proud that Meta's commitment to addressing anti-Semitism on our platforms has remained steadfast, especially after October 7th. Our policies are industry-leading in protecting Jewish people and Israelis on our platforms. Седо Марк Закерберг, собственикот на Мета, американски евреин со лични и деловни врски со Израел. Додека го гледаме геноцидот во живо, важно е да знаеме кој одлучува чии гласови ќе бидат замолчени, бидејќи токму овие скриени механизми го обликуваат начинот на кој ја доживуваме реалноста.